Првите неколку денови од новата 2026 година најавуваат дека ќе има турбулентен зимски преодмор кај второлигашите, а во првите денови од новата година имаме повеќе заминувања отколку промоции на нови играчи. Шкендија Рачиново го представи своето четврто зимско засилување. Станува збор за Сухе и Прошити, кој доаѓа од редовите на Слога од Виница, а се работи за дефанзивен играч од средниот ред. 25 годишниот Рошити претходно настапуваше и за Радовички и Детони Плочковица. Гостивар Скопје за екипата на Вардар Форино, Шкупи и за Металург. Александар Ѓоргиевски реши да се раздели со Шкендија Рачиново и кариерата да ја продолжи во нова средина. Претходно тимот од Рачиново кој го предводи искусниот стратег Љупчо Марковски Калц се засили со голманот Антонио Столевски од Слога Виница, Владимир Жоглев од Осогово и Махира Ирули од Каменица Саса. Искусниот Бојан Спирковски си замина од редовите на Беласица и кариерата ќе ја продолжи во нова средина. 30 годишниот фудбалер кој беше најдобар стрелец на Беласица во есенскиот дел од втората лига со 10 гола ќе има нов клуб. Во својата богата кариера Спирковски настапуваше за Пелистер, Победа, Силекс, Велешта, 11 октомври, Беласица, Хоризонт Турново, а меѓународна кариера градеше во екипи од Чешка. Давид Велковски си замена од Детони Плочковица. Фудбалерот од Свети Николе ќе продолжи во нов клуб. Во тимот од Радовиш, 25 годишникот одигра една година, пристигна во февруари 2025 година. Претходно беше дел од Вардар, Брегалници и Овче поле. Преодниот зимски рок во македонскиот фудбал започнува на 15 јануари, но клубовите веќе ги кројат плановите за ростерите.